Трпе. Рече 3 години. Уште те нема. Кога ќе се вратиш? Господе, отвори му го патот. Или будна да го дочекам, или кога ќе се разбудам, да се дојде. Ако не... Мислев ке заспијам и тој ќе дојде. Ке се разбудам и тука ќе биде. Ама не дојде. Го нема. Трпе. Пуста судбина моја. Сама седни, сама стани. Сама намести, сама изеди. Трпе. Ке си дојдеш ли некогаш? Се омажив да сама да самувам. Сама да си ја пијам водата што ќе ја наполнам. Сама да си го јадам лебот што ќе го измесам. Господе, дај ми спасение. Трпе. Бре, куцо, ѓаолче, ниедна. Толку ли немаш друга работа, да си се зафатил саде со ката? Зошто сакаш да ја запустиш? Зошто вие двајца ми се мешате во работата? Ти нам ни се мешаш во работата. Слушај, ѓаволче, прибери си ги рокчињата и престани да ја буцкаш ката. Ама јас не разбирам зошто вие двајца сакате да ми ја расторите работата? Ти нас сакаш да ни ја расипеш работата. Остави ја ката на мира. Слушај ме, ваму ти спасение. Да си го земеш брата си трпениево, под рака и мав одовде да не ве гледам. Јас душата на ката ќе ја земам, тоа што сум намислил, тоа ќе направам. Те гледам јас што си наумел. Ој пак исчезна. Мајката негова. Бргу да го стасаме. Еве ми ти душо тоа што си го бараш. Ако не можеш да го дочекаш, јас ќе ти го дадам мирот. Јаже. Само се наместило пред мене. Значи тоа ми е спасението. Ќе си го земам и ако не се врати до пладне трпе мој, ќе се обесам. Џабе ми е векот без него. Куцо, ама брзо. Мајката негова ѓаволска. И сега што? Ката толку тагува кутрата потрпе, а куцото ѓаолче едва чека таа да попушти. Се плашам дека нема да дочека да се врати мажот. Па да, судбината ни кажа дека трпе ќе се врати од печалба на првиот ден од 4-та година. Да, ама зар не гледаш? Ѓаволчето ја намерачило незината добра душа. Гледам. И? Сега што ќе правиме?
Сега, што можеме да правиме? Што може трпението да прави, освен да скрсти раце и да чека? Како да забораваш дека судбината ни забрани да им кажуваме на луѓето што ги чека. Знам. Значи, ќе треба да ја фатиме работата од околу. Од околу и трпеливо. Значи, ти треба да ја научиш Ката на трпение. Оправија оваа работа, брате, за јас да можам да ја спасам. А да, јас и тоа го велам. Само трпение. Нема што тука јас да ја учам. Како нема што да ја учиш? Ти треба да ја научиш на трпение. И ти и јас знаеме дека таа нема да додржи и да го дочека мажот ти. Потоа ние, што ни е работата нас? Па тебе спасението, мене трпение. О, токму затоа ти велам, научи ја на трпение. Само така можеме да ја спасиме. Да, нема што друго да се прави. Само треба да се истрпи. Слушај, јас сега морам да одам. Имам многу работа. Гледам јас дека се останува на мене. Знам што ќе сторам. Ќе се престорам во питачка и ќе ја одвратам Ката од мислата за бесилката. Добар ден, домакинке. За кого добар, за кого црн? Туку која си ти, женичке? Не те познавам, што бараш кај мене? Малку лепче да ми дадеш или нешто друго за јадење? На право место си дошла. Почекај мо. Слушај, ѓалче, бегај од тука, оти... А ти што? Оти ќе куцаш и на другата нога. Можеш само да ме пукнеш, ако ги извадиш мислите што ги кладов натре на Ката. Ама и ти самата знаеш дека веќе не можеш. Мислите пуштија корења, готово е. Море корен да не ти се знае. Ќе ми успее работава. Ќе ја спасам. А ти ќе пукнеш и ќе се распукаш. С кого зборуваше? Јас? Со никого. Те чекав тебе, добра домакинке, лепче да ми донесеш. Кутрата и гласови почна да ми се слушаат. Леле, ами... Лебов целиот за мене? Целиот. Ами за тебе? Почекај, ама полека, домакинке. Жал ми е тебе без леб да те оставам. Еве, земи го, јас ќе скршам малку. Ниту јас ке го јадам, ниту пак некој друг. Џабе месам, џабе јадам. Белки ти ајр ке му видиш. Мене и онака леб во уста не ми се става. Сполај ти, ама оти така зборуваш. Домакинот твој нема да сака да касне кога ќе си дојде дома. Не е тука. А каде е? Замина на печалба. Рече ако не се вратил за 3 години, значило дека умрел. Да го заборавам и да се премажам, ама мене само тој ми е во мислите. Еве вчера навршија 3 години. Не можеш да ја премислиш, не можеш да ја премислиш, не можеш да ја премислиш. А ти каде си тргнала вака со столчето и со јажето во раце? Да ти кажам право, женичке, тргнав дрво да барам. Бегај, бабо, гледаш дека не можеш ништо да направиш. Какво дрво? Остави ме, женичке, нека ти алал лебот, терај си по твојот пат. Ма чекај полека, немој така. Човек во животот некогаш треба и да се стрпи. Доста ми беше трпење мене. Немам среќа, така ми било пишано. Терај си по твојот пат. Џабе си ја мачиш душичката, бабо, готова е. Готова. Море, марш од тука, кусо ѓалче. Ќе ја спасам. Само треба да се стрпи и се ќе биде како што сакала. Трпе ќе се врати со спечаленото, ќе си родат дечиња, куќата ќе им биде полна. Само да почека уште 1 година и 1 ден. А еве. Господе. Ако ова ми е спасението, така нека биде.
Фала ти што навреме Јажево ми го покажа и што ме донесе до ова дрво. Оф, ако мој трпе е умрен на печалба, сега ќе си бидеме заедно. Ау, Како ќе ми платиш за ова спасение? Ете, кусо ѓалче, Ау, не се обеси. Бегај од ката. Никогаш! Леле, место да се отепам ко што личи, аз се искршив целата. Леле, ногата. Не се секирај, ако не денес има некој друг ден да се обесиш. Остави ја ката намира. Сега јас како ќе се обесам? Оф, не можам ни да се качам на столчево, не пак да се обесам. Оф, морикато. Ама, сега да соберам сила, некако да си одам до дома. Ако ме види некој селанец, ќе ме пукне глас. Па ако си дојде трпе, ако разбере, дори тогаш ќе се насекира. Ох, леле. Ти реков да не си играш со мене. Туку ќе си го чувам јас Јажево. Ако не се врати за 1 година, пак истото ќе го направам. Ете, бидна. Виде што направи, само полошо направи. Наместо да ја оставиш да си умре рад, ти вака ја остави да се мачи, да и врти, да и расте она што јас си го посадив во главата. За 1 година таа ќе мисли поинаку. Пребегај од тука, куцо ѓалче. Што е? Што ме бараш сега? Брате, кај да е, еве ќе наврши 1 година откако Ката сакаше да се обеси. А ништо не е променето. Не може да додржи и да дочека, да си го дочека трпе. Те молам, брате. Те молам, помогни. Добро, ќе појдам. Сега можам да најдам малку време. И те молам, кажи како да се стрпи. Ама кажи така како што ти знаеш. Ни помалку, ни повеќе. Онолку колку да и текне. Ме разбра? Разбрав. Кога пак ми велиш за исто, ќе го направам тоа така како што ми велиш. Ајде, нема многу време. Чорбаджио, твоја е јаболкницава. Да, моја е. Оти. Сакав јаболко да скинам. Ке скинеш, ама сега не е време. Треба да почекаш јаболкава да узреат. Проштевај, нема да посегам пак. Не, ако сакаш да скинеш јаболка, треба да почекаш. Треба да почекаш да узреат. И тие сакаат малку сонцето да ги огрее, да поседат малку на дрво, за да можат да те наследат. Значи не се лутиш. Не, никако. Кога ќе узреат, дојди сама и скини си. А до тогаш почекај, да дојде време. За се треба трпение. Да. Еми кога така велиш. Ами така е. Трпение, спасение. Така е тоа. Ајде, ќе дојдам пак. Ајде, да дојдеш и да скинеш јаболка. Ајде. И насмеј се малку. Оти те чекаат многу убави јаболка. Ајде. Трпение, спасение. Абре, ти реков да помогнеш, а не да мудруваш. Па и помогнав. И реков јасно и гласно. Трпение, спасение. Што друго да ја речем? Се ми се чини дека ова беше џабе, брате. Гледам јас дека целата работа ќе падне на мои плеки. А ѓаволчето не попушта. Секоја вечер ја полни главата со лоши мисли. Абе, апаши. Гледам нешто не ви оди работата, а? Ќе ни оди, кога тебе ќе те снема.
Во секој случај јас да ви кажам дека џабе се мачите. Никој и ништо не може да ја спаси Ката. Тоа е. Јас направив се што можам. Толку. Ајде сега мора да одам. Немам време. И ако ти требам, ти само викни ме и јас ќе ти помогнам. Ајде. О, гледам јас, сама ќе морам да ја завршам работава. Не ја оставам Ката. Мора да почека, да додржи. Мажот и трпе да се врати дома. Не оставам, не. Златен мој трпе. 4-та година еве се наврши. Каде си ти? Што ли ти се случило? Дали си жив? Ајде, Като. Ајде, Като, обеси се, Като. Врти се очи. Мене ова ми било пишано. Така е, Като. Ајде, обеси се. Ајде, Като, беси се, нема кој да ти помогне сега. Трпе. Сега конечно ќе си бидеме заедно. Барем на тој век ќе те гушкам додека спиеме. Ох! Леле! Леле, како пукнав. Оф! Ах, мори, Като, Като. Оф, ни за бесење среќа немаш. Леле, како ќе станам сега? Леле, не можам да мрднам. Оф! Леле. Целата ќе те искашам, ако не престанеш со тоа бесилката, мори, Като. Додека не ја извадиш таа мисла од глава, јас ќе немам рад. Нема да ја извадиш мислата од глава. Нема! И сама знаеш дека душата на Ката ќе биде моја! Се видело моето бесење денеска. Леле. Ајде, ќе почекам. Ама ако не си дојде уште една година, вака или така ќе ме снема од овој свет. Леле. Како ќе се обесам сега? Треба да подослабна малку или ново јаже да си купам. Бре, трпе. Вака со фатен грб, секако ќе си умрам. Никако, Като. Не те оставам. Знам што ќе сторам. Леле. Има ли некој? Ехеј! Внатре сум. Внатре влези. Тука сум. Тука влези. Леле. Не знам која си, ама Господ те прати во прав час. Помагај. Како си паднала? Фосте, не прашувај, поможи. Полека. Која си ти што тропаш во прав час? Јас сум Спаса. Немам работа и немам каде да спијам, па еве си реков да се сторам измеќарка. Па колку да имам за лепче и да не сум под ведро небо. Реков и пак ќе речем. Во прав час на право место си. Мене ќе ми треба помош, остани тука. Ќе останам и ќе ти помагам за се што ти треба, не грижи се. Во животот треба за се само малку трпение. Да појдам да ти направам кафе? Да си здрава и жива да си.
Свари си едно кафе и за тебе. Секако ја сама го пијам кафето секој ден. Бива, бива. Ајде. Трпение! Трпение! Ти ли ме викаш куцо ѓаволче? Ти ли даваш толку трпение на Ката, а? Море, тргај ми се од патот, оти многу сум луд што ми ја развлекувате работата. Да си ги соберете парталите и мав одовде да не ве гледам. Трпение, спасение. Куцо ѓаволче. Леле, многу сум се заарнил. Море, сега ќе видите со кого си имате работа. О, Полека. Чорбаджики, полека. Еве. о. Ајде. Чорбаджика. Што ке ми е да ме викаш чорбаджика кога се немам чорбаджија? Џабе. Немој така, чорбаджике, ништо не е џабе. А каде ти е чорбаджијата? На печалба. Рече ке се врати за 3 години. Вчера 4 навршија, него го нема, та го нема. Трпение, чорбаджике, трпение. Ке се врати. Не знам. Може така му било пишано и него. Разделен од мене. Кој знае дали е жив. О, немој така, чорбаджике. Насмеј се малку. Човек треба малку и да се насмее во животот. Се ке се среди. Мислиш има спасение за мене? Мислиш ке се врати трпе? Трпение и спасение. Като... Като... Кој е? Како кој е? Като? Домакинке? Па мажот твој трпе сум јас? Трпе жив си? Не, мртов сум. Кутар мој домакин. Домакинке, јас знам оти ти реков дека ако ме нема да си се премажиш. Ама да знаеш дека јас без тебе ни на овој свет не можам да живеам. Ни јас не можам без тебе трпе. Па дојди си кај мене, Като. Ке дојдам трпе, ке дојдам. Ама мораш уште утре да се обесиш. Оти ако не се обесиш до утре, мојава душа ќе се распрсне и ти веќе никогаш нема да можеш да ме најдеш ни на овој свет, Като. Леле, така ке сторам трпе, така. Ке те чекам, Като. Леле. Трпе ми дојде настан. Умрел кутриот. Ме бара со него да си видам. Уште утре ќе купам цврсто јаже и ќе си дојдам трпе. Златен мој трпе. Значи, ја забрза работава. Ама нема да ти успее. Сем што сте прости и ништо не разбирате. Кога јас сум наумил нешто, нема бегање. Готова е. И сега, брате? Брате, што и кажа? После ќе ти кажам. Та
Така ќе направам, Трпе. Фала ти, домаќине мој. Кај одиме вака рано? Требаше да ми кажеш, јас ќе завршев работа, да ти да не стануваш. Оваа работа не може друг да ја заврши, само јас. Туку ти те молам, земи го трножното столче и дојди со мене. Каде одиме и зашто ти е столчето? Спасо, не те го прашувај сега, само дојди и помогни ми, нема да ти останам должна. Направи така, сестра. Не бири кајле. Не те оставам сама. Джабе ви е! Душата на ката е моја! Зошто дојдовме тука, чорбачике? Скини ми едно јаболко, сакам да пробам. Ти скинам повеќе. Не, И за не. после. Не ми треба за после, за сега доволно е. Фала. Сега намести ми го столчето вака понаваму и јажево. Префрли ми го, те молам. Зошто ти ова јаже, мори домакинке? Ништо не прашувај, те молам, остави ме да си ја истерам сама работата. Ти само помогни ми, после оди си во мојата куќа и таму да си живееш. Мене остави ме. Леле, домакинке, немој. Еве, Трпе. Каснувам јаболко како што ми побара да ти донесам. Арно велеше чорбаджијата. Требаше да почекам да узрет. Многу се вкусни. Немој, чорбачике, немој. Не плаши се, сестра. Остави ја. Ви реков дека против мене ништо не можете. Трпе? Трпе? Трпе си дојде, домакине. За малку бељак ќе направив. Море, куцо ѓаолче. Гледаш ли дека не можеш да сториш се што си намислил? Пак те надмудрив. Ја натерав да се стрпи за да касне од јаволкото. И ете го, Трпе. Правете вие што сакате. Ама моето време допрва доаѓа. Бурата доаѓа. Гледаш ли дека е средив работата? Да, само не разбрав како. Како? Со малку трпение. Трпение, спасение.